Почитувани гледачи, добра вечер. Уште едно издание на емисијата Избор на народот. Актуелните политички случувања во Македонија полека добиваат некаква разрешница. Според последните информации кои што произлегува од вторничната средба на четворицата лидери на политичките партии кои што се во собранието на Република Македонија заедно со влијателните амбасадори во Република Македонија, амбасадорот на Соединетите Американски држави и Европската унија во Македонија, може да се донесе некаков заклучок дека може не излез од кризата. Гостин во студиото на телевизија Сонце е докторантот Митко Јованов, инаку магистер и политиколог по вокација и човек кој што ги следи политичките случувања во Македонија, иако долго време е надвор во Германија и долго време живееше таму. Во суштина и во Германија си и неговите истражувања и за магистратурата, а сега и за докторатот. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и на вас и на вашите гледачи. Фала за поканата. Се надевам ќе имаме еден конструктивен разговор кој што ќе биде полезен за еден допринос за разбистрување на состојбите во Македонија што се случува денеска. Вие долго време живеевте во Германија. Таму знаете како се одвиваат работите, но како се одвиваат кај нас во Македонија? Колку е тоа диаметрално спротивно? Да правиме разлика меѓу состојбите во Македонија, како се практикува политиката и управувањето со државата, државните институции и ситуацијата во Германија е многу некомпатибилно, несоодветно, иако тежнееме кон тие модели и форми на практикување на политиката, но јас би рекол овде одма поддиректно, без да користам и да трошим време за флоскули, зошто е разликата таква. Значи во Германија имаме високо ниво на развиеност на демократијата и политичката одговорност. Значи политичката одговорност на носителите на државните функции е на највисоко ниво, да не речам и во светски рамки, а тоа се должи на сензитивноста на граѓаните и на јавноста преку медиумите. Значи, таму одговорноста на политичарите е под обсервација, односно нивната работа, катадневно. И последното случување од аспект на повикување на одговорност беше на поранешниот председател на Германија, кој што си поднесе оставка за, според наши овдешни гледања и пристапи кон политиката, за банални работи, за за едно јавување до уредникот на еден од највлијателните, најтиражните дневни вестници Билд, каде што побарал објаснување зошто се објавила некоја вест за некое негово летување во Америка на сметка на некој пријател. И после тоа следуваше реакции низа во јавноста и тој за месец и нешто беше принуден веќе да поднесе оставка. Кај нас во Македонија некако политичката култура е на релативно ниско ниво или можеби политичката одговорност. Актуелни во моментов во нашата држава се објавувањето на така наречените бомби или прислушкувани разговори. Кое е вашето искуство и како требаше да се одреагира во моментот кога беа пуштени и првите разговори кои што ги објави опозицијата? Сега јас овој процес, од кога започна објавувањето на снимките, односно така наречените бомби на Заев, до денеска го делам во две фази. Значи, првата фаза беше самиот почеток на објавување на снимките. Ние, значи, имавме демократска власт и демократијата во Македонија и правната држава да функционира, ние денеска веќе ова власт ќе беше во оставка. И ќе следуваше преодна влада или нова влада, распишување, избори и така натаму. Значи, едно е важно дека овие денешни носители на функциите, од премиерот до министрите, што беа спомнати во
тие така наречени бомби немаше да бидат веќе на државните функции. Но што се случи? Се случи тоа дека оваа власт се потврди самата себе дека е автократска власт. Затоа што ако е демократска власт, таа ќе си поднесеше оставка, ќе ги ослободеше институциите од пристрасност, влијание и така натаму, и ако е вистината на нивната страна, вистината на страната на премиерот и министрите, тоа до сега 3 месеци измина, јас мислам дека веќе и ќе беше во завршна фаза да се заврши дали тоа точно што се зборува во тие снимки, индициите во кои што наведуваат на кршење на закони, корупција и така натаму, или не. Но зошто тоа не се направи од страна на премиерот, Груевски и неговите соработници, веќе тоа покажува дека на вистина таму има во тие снимки вистина, од која што некои, односно премиерот и неговите соработници се плашат да се соочат пред правдата, пред судот. Затоа што судот е тој што на крајот треба да ги потврди или отфрли тие сомножи индикации што се содржани во снимките. Знаеме, затоа јас велам дека веќе денеска по дефиниција имаме автократија во Македонија, точно заради овие работи. Да имавме демократија, како што реков, ќе си поднесеа оставки, ќе завршеше тој судски процес, ако они излезеа дека се односно судот ги отфрлеше сите тие снимки, докази во снимките што се содржани како они што велат од ВМРО ДПМН сечени, монтирани, лепени и така натаму, тие сега со уште поголем кредибилитет ќе испаднеа пред граѓаните и веруваме секако дека ќе добие уште поголем легитимитет на едни предвремени избори. Зошто тоа е така, многу е јасно, затоа што затоа што тие се плашат од правдата. Спомнавте на две фази ќе го делите овој процес. Ме интересира втората фаза, потоа ќе поставам неколку потрошања. Сега за првата фаза, ова уште сакав да го кажам дека лидерот на СДСМ и опозицијата во првата фаза успеа да ја делегитимира оваа власт. Ако имало претходно сомнежи, дека сепак е легитимна, добила на избори минатата година, предходните избори и така натаму, сега веќе таквите сомнежи не постојат. Ова власт е делегитимирана, затоа што знаеме дека една власт не владее само со бројките, кои што ги добила на избори, кои што се корумпирани, туку владее согласно уставот и законите. Само се добива довербата преку бројките, за да владеат со уставот. Значи, у првата фаза Заев успеа да ја делегитимира оваа власт. Но, у првата, како и тој што се надеваше, дека за 3 дена ќе си поднесе оставка премиерот, мислејќи дека надевајќи се дека демократски капацитет има кај него, но рековме предходно дека тој само се потврди дека е автократ и првата фаза ја завршивме со потврдување, со делегитимирање на оваа власт од страна на Заев и потврдување од страна на Груевски дека е автократ. Втората фаза. Сега навлегуваме понатаму, значи, за промена на оваа власт, затоа што никој во Македонија не посакува да имаме автократска власт. Ниту тоа ќе биде па дозволено од нашето меѓународно, регионално опкружување, па и пошироко во рамките на Европска унија и САД и така натаму, затоа што тоа може да имплицира други, да биде и проширено и во други држави, као практика. Сега имаме смена на власт, на една сменане на автократска власт, имаме на барем 3 можни форми и начини. Тоа се големи протести, масовни протести на граѓаните, што на крајот се подведуваат на револуции, што тоа е не посакувано, барем од мене, не посакувано, затоа што тоа знаеме голем ризик жртви и така натаму. Втора форма на смена на ваква власт, на автократска власт е преку преговори, дипломатски притисок од надвор, санкции економски, финансиски санкции за носителите. Но пак тука, ако тоа се раздолжи,
најмногу патат, страдаат граѓаните и државата. Затоа што тие санкции нема да и погодат носителите на државните функции, ќе погодат граѓаните. И сега да се надеваме дека овие преговори што почнаа, дека ќе завршат успешно. Вчера имавме изјава дека од Заев, дека тој е оптимист, дека можно е да бидат изненадени граѓаните со решение кое што нели ќе ни олесни на сите нас, значи да се најде тој компромис. И трета форма има една која што во светот, нели ако ги следиме оваквите и ги видиме оваквите смени на власт, е тоа да се изврши од страна, односно послушност да се откажи од страна на безбедносните органи како полиција, војска и така натаму, каде што имаме случаеви во многу држави каде што го суспендираат привремено уставниот поредок, ставаат во вонредна состојба, кажуваат мораториум 1 година или 6 месеци, ја припрема државата за нели за фер избори, за да можат после партиите да настапат, но тоа е далеку кај нас тоа се случај, ниту пак велам дека е посекувано. Туку само ги кажувам праксите што се во светот. Начнавте неколку теми. Велите дека според изјавата на Заев се очекува разрешница на кризата. Според вас, кој е размислувањето и кој би бил најбезболниот начин за да се надмине целата оваа криза? Бидејќи знаеме дека во моментот ВМРО, ДПМН и ДУИ во Собранието на Република Македонија имаат и двотретинско мнозинство, а бидејќи ДУИ и ДПА заговараа дека заедно ќе настапуваат, во тој случај, во актуелната ситуација, ВМРО, ДПМН зад себе ја има и ДПА, што значи дека има двотретинско мнозинство, бадентерово мнозинство и сите можни услови за да обстои и токму тоа мнозинство да биде она кое што евентуално би бирало влада. Ако ги гледаме така работите врз база на бројките во собрание, бројот на пратеници велам. Да. Кога велам бројки, бројот на пратеници, тогаш они можат да владеат и дури да откажат да не се преговара. Но значи затоа што Груевски влезе во преговори, значи тој не може веќе да продолжи да владее понатаму, иако тоа мнозинство и апсолутно и двотретинско го има во собранието. Сега јас би рекол дека одговорноста тука е на сите партии кои што се застапени во собранието, вклучувајќи и СДС, која што нели го бойкотира собранието од познати причини, да не навлегуваме во тоа. Но тие се пратеници кои што можат кој би се постигнал договор да влезат и да го изгласаат тој пакет на решенија. Сега, значи ДУИ на СДСМ ставот е јасен. Барем и јавно е тој обелодене дека не може да има преодна влада со учество или па начело да биде на нејзе Никола Груевски. Сега ДУИ и ДПА се уште не знаеме каков е нивниот став по тоа прашање. Одговорноста за оваа држава не е само на СДСМ, не е само на ВМРО ДПМН, туку и на ДУИ и на ДПА. Мораат и тие да понесат одговорност, затоа што ако сакаме, значи да покажат дека за оваа држава тие се грижат. Затоа што не може само да се бара исполнување на рамковниот договор и редица други права, а од овде да не се понесе одговорност во клучни моменти. Ако Али Ахмети смета дека евроинтеграциите се наша цел, треба да одговори на прашањето зошто се закочени. Дали е тоа само заради проблемот со Грција или се закочени поради внатрешни работи за ова што кажуваме што е делегитимирана власта. Ако е делегитимирана ВМРО ДПМН, исто така делегитимирана е и ДУИ. Така да прашањето тука не е само до Ахмети, прашањето и до Теута Арифи и Ермира Мехмети, кои што знаеме од 2006 до 2008 со какви ставови настапуваа на темите демократија, човекови права, интеграција на Македонија во ЕУ и во НАТО. Значи не е само, значи јас лично
сакаме се навратиме на тие ставови, а не е само од кој ќе се добие власта, па после се релавитизираат и ништо не ни значат. Само тие цели стануваат флоскули. Не, треба и исполнување. Така да, јас мислам дека треба да се смени форматот на преговори. Значи не може да јас барем сум песимист дека можат успешно да посредуваат овие европратеници. Затоа што тие од кое, например, можеби ме прашале зошто, затоа што тие се пратеници во Европскиот парламент кој што брои над 600 пратеници. Кому одговараат тие за својата работа? Кому одговараат? На граѓаните што ги избрале. Значи немаме директна одговорност. Друго е кога ќе, например, хипотетички, кога председателот на Америка ќе именува посредник за разрешување на кризата, исто така и ЕУ, преку Европската комисија, а таму се влијателни Германија, Франција, Англија, и они именуваат еден посредник, кој што тие посредници, двајца, нели ги именуваме како будужер дипломати и така натаму, за својата работа ќе реферираат на дневна основа пред своите предпоставени кои ги поставиле, ги именувале за таа с конкретен мандат решавање на кризата во Македонија. Овака со овие пратеници кои што едни се од левица, едни се од десница, едни се од центарот, да тоа многу не значи, но тука јас сум уште од старт песимист дека тоа е мислам некоја предигра за да се видат ставовите кои се на ВМРО-ДПМН, кои се ставовите на СДСМ во тие преговори, кои се слабите точки и на едните и на другите. Тоа све ќе биде, нели, запишано како записници, ќе се направат анализи и тие врз основа на тие анализи после тоа ќе настапат овие дипломати кои што ќе бидат именувани од Брисел и од Вашингтон и кои што ќе им биде појасна сликата и кои што ќе кажат излезни решенија кои што сакале мора да ги прифатиме затоа што вака државата влезе во една деструкција и страдаме веќе сите. Ќе се вратам јас повторно назад на Собранието на Република Македонија да ја видиме легалната можност за разрешување на оваа криза внатре во Собранието, значи да ги следиме процесите и процедурите, па потоа ќе поставам прашање за Европскиот парламент, Европската унија и големите сили и како тие се однесуваат во моментов, колку се тие одговорни или неодговорни, што е она што претходно го пропуштиле. Значи, уште еднаш ќе се навратиме, дека потребно е да се направи, доколку се најде некакво решение излезно, да се направи некакво прегрупирање внатре во Собранието на Република Македонија. Бидејќи, дали оставката на Никола Груевски, гола оставка, не би значило и подривање на темелите на ВМРО-ДПМН, која е суштинска партија, дали не би значило подривање на темелите на досегашното функционирање на македонската демократија. Бидејќи мнозинството пратеници токму него му имаат доверено можноста да ја состави владата, а мандатот му е доделен од председателот на Собранието, односно на државата. На државата. Така. Сега, на кој начин би било побезболно да се надмине оваа криза во Собранието? Дали може би очекувате пратениците да изгласаат недоверба на оваа влада, па да се достави нова влада, или очекувате Никола Груевски да се поднесе неотповиклива оставка? Јас вака би рекол, вие го рековте, го ставивте упрашање кредибилитетот на ВМРО-ДПМН како партија, но јас одма ќе кажам дека секако и за вас и за сите нас, секако и за мене, е поважен кредибилитетот на државата, на политичкиот систем. Јас претходно ќе се надоврзам дека реков, Груевски денеска да има и 80 пратеници, он е делегитимиран. И 123 да има, е делегитимиран. Затоа што во демократијата не е збир на бројки. Демократијата е исполнета со уставот, законите, подзаконските акти, процедурите, протоколите. Тоа веќе не постои, не функционира во Македонија. Особено поделбата на власта, законодавна, извршна и судска, не функционира. Токму затоа ова не му дава
за право на Груевски да се брани, да ја брани својата премиерска функција за да остане. Како ќе биде побезболно? Бројките може да покажат и друго. Јас кој што реков, одговорноста за ова состојба мора да ја сноси и ДУИ, и тоа како? ДПА и СДСМ заедно со пратеникот на Руфи Османи, веќе дом е во опозиција, веќе они имаат мнозинство да ја разрешат сегашната влада, да ја изгласаат договорената преодна влада, начело со некој прифатлив премиер, со одреден мандат, 6 месеци, 9 месеци, година, тоа е веќе техника на преговарање и на проценување колку време треба да се стабилизираат состојбите, и во тој пакет да се именува нов, да се разреши овој јавен обвинител, да се именува нов обвинител, да се исто така у тој пакет да влезе и промена во раководните структури на МРТВ. Тоа се решава за една ден, ако убаво се издоговори. Тогаш, во таква констелација на односите, тогаш ВМРО ДПМН, начело со Груевски, треба да избере дали ќе учествува во процесот на стабилизација на државата конструктивно или ќе оди во опозиција со некои си, можеби, планови и за обструкции на таа преодна влада и така. Но јас не верувам дека тогаш ќе има капацитет, кога Никола Груевски нема да биде премиер, дека ќе има ВМРО ДПМН капацитет да прави било какви деструкции и обструкции во државата, затоа што веднаш ќе се соочат многу личности од тој круг со лицето на правдата. И тогаш веќе ќе можеме да ги видиме и кои се состојбите на државните финансии, што се работело, што се еве и зошто е ангажиран тој пиар агент од Франција за да менаџирал у јавноста како да се представи кризата во Куманово. Тоа ми е исто така многу важно не мене, на јавноста. Зошто да се ангажира, да се плаќа човек, а секако државни пари од Франција, тој Фокус го пишуваше, не верувам дека не е точно. Ако тоа Фокус не е точно, јас тогаш го зборувам дека е една неточна работа, ама ја верувам дека е точно. Но треба се провери, нели? Зошто е ангажиран? Ако било во Куманово класичен терористички напад, тебе немаш ти потреба од пиар агенти од светско реноме да ги ангажираш во и тоа пред 3 месеци во државата, туку ти треба да испаднеш како премиер и како претседател на државата, да се обратиш уште првите моменти од кризата пред нацијата и да ги известиш со што сме соочени. Зборуваме за една политичка разрешница. Каде е во целата приказна правната разрешница? Дали таа може да биде побрза, бидејќи знаеме дека се води една истрага за делото Пуч, а и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесе до јавното обвинителство докази и материјали од кои што се произнесува сомнеш за евентуални можеби корупцијски скандали и некакви криминали. Дали можеме да очекуваме конечно и правна разрешница, може би малку побрза, иако обвинителството во моментов е во состав каков што е и судството е такво какво што е. За многумина велат дека е нелегитимно, дека е узурпирано и корумпирано, но дали може да си ги поврати своите позиции доколку започне со една правна разврска на целата ситуација? Па, од последното одмah ќе почнам дека сите овие етикети од јавноста, што се лепат за јавното обвинителство и судството, можат одма да се поправат уште од утре. Од денес како се почне, нема ништо да се измислува, туку само треба да се постапува по законите. Ни повеќе, ни помалку. Само да се испочитуваат законите. Но очигледно е дека нешто не е во ред што овие судскиве постапки не почнаа. Еве ги, нели беа најавувани, ќе почнаат, па еве ги уште не почнуваат. Значи, тие кривични пријави,
односно јавното обвинителство и судството само се злоупотребува за заплашување и за уценување и за зацврстување на позициите на преговарачката маса. Мојот впечаток е таков. Ако овака не се прифати, одма јас ќе го стиснам копчето кај Зврлевски за да се активира или во судот за да почне одма експресно некој судски процес, да не навлегувам дали е пуч, дали е втор, трет, пет. Ама тоа не се случува. Гледаме дека им се дава приоритет на преговорите, како тие ќе завршат, па да видиме како од нив зависи како ќе затоа ја велам дека имаме автократска власт. Значи, нас ни е демократскиот систем, како што е поставен со уставот е пореметен, е изместен, нефункционален. Инаку, јавниот обвинител и судовите не треба да ги интересира политичарите што преговараат. Нивна работа е што ќе преговараат, што ќе договорат, се знае они според уставот и законите до кај и зашто и може да се договараат. Ама на обвинителството, на судиите, по устав и по закон се знае нивната работа, доказите, истражните постапки и доказите врз основа на тоа да се донесат и пресуди. Гледаме дека тоа не функционира. Очигледно е. Рековте на преговорите им се дава приоритет и велите вака. Може ли да очекуваме некаква амнестија која што беше заговарана од Љупчо Ѓоргиевски едно време пред околу 2 месеца дека се договара некаква амнестија? Може ли да на крајот од криштата да се тоа заврши со некаков договор во кој што никој не би бил одговорен? Јас не ја исклучувам таа можност дека може, нели како можност, но дека верувам, не верувам дека ќе се случи амнестија. Зошто? Затоа што тоа решение ќе биде многу болно за државата на долгорочен план. Краткорочно, можеби ќе им олесни на тие што нели ќе треба да одговараат. Но ние тогаш ќе подкопуваме својата држава. Значи јас мислам дека тогаш ова граѓанство што се јавува изминатите месец-два, нели имавме протести студенти, средношколци, не знам други граѓански невладини организации. Јас мислам дека тогаш ќе бликне тоа граѓанство и ќе испадне на улица и ќе каже дека не, тоа така не е можно. А ако треба и едните и другите, зашто си се огрешиле, зато треба да си одговараат. Затоа што ние, тоа е цената за ние ова правно да го санкционираме, за да бидеме дел од ЕУ. Ако ова правно не го санкционираме, ние не мораме сега да брзаме. Јас не велам одма сега да брзаме. Не мора да се брза. Но да се одма да се каже дека да се амнестира, не. Туку може да, ако е у интерес на разрешување на оваа државна криза, ако треба тоа да оди чекор по чекор. Но никако да се остави, нели, да се заборави, да се амнестира, да се стави у фиока и така натаму. Тоа нема да ни го дозволи ЕУ. Ако тоа една година, две траат, така се зачуваат тие у фиоки, кривишти пријави, сомнежи за криминал, кршење закони, тоа ќе се отвори кога ние ќе дојдеме у фазата на преговорите со ЕУ, она поглаве 23. Тогаш мора да се отворат сите овие работи што се случувале изминатите една година, 2 години, 8 години, но изминатите 25 години. Ако има време и ако има интерес, јас накратко ќе го изнесам случајот со Хрватска. Таму, пред да влезат во Европска Унија, беше услов да се санкционира целиот криминал во делот на приватизацијата и на војни злоусторства што се направени нели оние татковинска таа војна. И во уставот стои така, од 2011 е променет, потоа е донесен закон, подзаконски акти, основана е агенција за управување со државен имот. Конкретно, до 2013, последниот податок ми беше дека има над 3400 кривични пријави против 3600 и нешто лица кои што се здобиле со акции, со државен капитал на незаконит начин. Агенцијата за управување со државен имот
им го одзема имотот, тие одат пред суд, им се конфискува, станува државен капитал и агенцијата веднаш создава услови за тој капитал да го стави на берза, за да се ослободи пак, значи да имаме една законска и праведна приватизација, со тоа што не ги отвараме многу често ние медиумите во Хрватска, секојдневно има афери од делот на приватизацијата. А зошто тоа ЕУ го бара? Затоа што ЕУ е пред се покрај политичка унија, таа и економска унија. И така започна. И они не сака да ја интегрираат една економија, колку и да е мала македонската економија, со европската економија, а овде е искриминализирана. Затоа што кои компании ќе преговараат со некои фирми овде, кои што, ако ги прашаш, според нивните биланси, им вредела фирмата 20 милиони евра, а они не можат да менаџираат со фирмата или да извезуваат, да развиваат подалеку од Табановце до Белград најмногу. Тогаш кога ќе се отвори на европскиот пазар, нивната фирма дали ќе биде 2 милиона евра и ќе, поради нивната неспособност за менаџирање, ќе дојде до преземање на тие фирми. Така да тоа не очекува. Така тоа не очекува. Значи ние можеме и сега да го покриеме, ама ако ќе дојдеме да преговараме за влез во ЕУ, поглавието 23, тие ќе бидат на девера. Затоа вика, тоа е најтешко поглаве. И затоа имаме овде ние големи патриоти кои што го бранат името или не знам се залагаат за голема Македонија или не знам каква Македонија, заради тоа што да го спречат влезот или да го забават влезот во ЕУ за да можат да се извлечат од нивните незаконски активности наназад кои што ги причиниле. Тоа е многу јасно. Тука значи зборуваме веќе за 91 година, ден денеска. Да, од 91 емисија бидејќи е доста интересна. Од 91 до 2015 година, дали тоа значи дека тоа поглавје 23 кога би го отворила Европската унија би ја опфатила и приватизацијата по распадот на Југославија и тука би се открил криминалниот сегмент? Да, секако. Тоа е услов. Тоа е услов. Нема веќе... Затоа ние 25 години можеби немаме желба да воопшто напредуваме во евроинтегративните процеси од ниту една влада до сега? Мојата диагноза, која што мислам дека 99,9 е точна, токму тоа е. Токму тоа е. Ако се фокусираме на таа тема и направиме една анализа, и тоа на личности, како се однесуваат тие што го поседуваат капиталот во Македонија. Ние ќе дојдеме до оваа констатација. Па видете вие само и како компаниите што се странски функционираат тука. Успрега со властите. Телеком, Евана и така натаму. Ако услугите за електрична енергија, телефонија и интернет во Германија или во ЕУ зафаќаат од минималната плата 7-8%, овде од минималната плата зафаќаат 60-80% со максимално штедење. Иначе и просечната плата ќе нема стигне. Значи екстра профит се прави на сметка на граѓаните. Овде странските компании се добре дојдени, но никако да прават екстра профит на граѓаните. Не може стапката на профит да биде, ќе спомнам, на Евана во Австрија пониска, а стапката на профит во Македонија да им биде повисока, а околностите за правење бизнис во Македонија се потешки. Нема логика. Секој економист и бизнисмен од пракса тоа ќе ви го каже. А тоа го кажуваат и бројките. Интересна тема, но мора да се вратиме малку повеќе. Тоа е веќе за нови емисии. Ова е дефинитивно една нова анализа која треба да се направи. Мора да се вратиме малку на актуелната политичка состојба во Македонија. Малку избегавме, се надевам нема да ни замерат гледачите, бидејќи овде има неколку интересни поинти кои што мора да се извлечат. Сега морам да поставам прашање. Многу пати ги спомнавме можните преговори, влезот на Македонија во Европската унија, расчистување со криминалите. Колку Европската унија дозволи да ни се случи ова што денеска ни се случува изминатиот период, толерирање на целокупната оваа ситуација од моментот кога ние
го подпишавме договорот за стабилизација и асоциација пред тамо некои 6-17 години. Вака сега, значи, 2006 година, ќе почнам така кој еден пресек таа година. Ние веќе бевме стабилизирана држава, ако се присетиме дека бевме стекнавме кандидат за член на ЕУ, статус на кандидат на член на ЕУ, бевме први во таа јадранска група за влез во НАТО и веќе ЕУ полека се насочуваше кон други цели, посебно им беше Србија, Босна, што Србија беше нели голем проблем. И они тука се насочија, ние веќе бевме, да кажеме, оставени, на колосекот така, веќе исправени, затоа што кај нас 2001 беше голем проблем, се случи, од 2002 до 2006 се стабилизира, па имавме и економија која што не беше, да кажеме, не беше нешто добра, но не беше ни лоша, имаше прогрес кон напред. Но треба и да знаеме дека навистина почнавме да функционираме според европските стандарди. Еве денеска секој ќе ви каже дека последниот министер за финансии на СДСМ Никола Поповски колку одбивал да се потпишуваат вработувања за нели предизбори. Така да нели од едни причини се спомнуваат ете и тоа е виновен зашто 2006 СДСМ не добила повеќе гласови. И веќе ние бевме на тој колосек. И сега ние да обвиниме ЕУ, да кажеме дека не испуштила, можно и така да гледаме, но сепак нас нели сме суверена држава, се повикуваме така, не треба секојаш да ни диктира и Брисел, нели ќе ни се нарушил суверенитетот и така натаму, не оставија, но видовме дека ние не можеме да се справиме самите со себе, со проблемите кои што се создаваат. А во секоја држава проблеми секаде се создаваат, само е разликата дали ги решаваме или не ги решаваме. Но сега, значи, после следниот пресек на власта на Груевски е 2008. Значи, мене уште до сега не ми е јасно кој е тој првиот што рече да се гради Скопје 2014. И мене ми е голема енигма која беше таа причина за Скопје 2014 да се почне. Ниту беше спомнат 2006 у програмата, после тоа беше спомнат непосредно пред одржувањето на самитот во Букурешт, за да нели ако Грција ни стави вето, ние ќе почнеме со некој проект со нели споменици, историско минато и така натаму. И се сеќавам, тоа беше една од телевизиите што се Сител, мислам дека беше. И вето, значи тоа беше една, ние дури и прашање, за да ги одговориме овие, за да дојме до одговор на ова прашање, мораме да видиме која беше реалната причина да Грција почне да се спротивставува да биде Македонија примена во НАТО и во други меѓународни организации под привременото име. До тогаш немаше такви проблеми, туку почна од 2008. И јас се тука се плашам дека има проработено таа оска Белград-Атина, каде што да се испровоцира Македонија со наши овдешни структури, за да може да се испровоцира до тој степен Грција да постави вето за не влеземе во НАТО. Затоа што максималната цел и посакувана цел на Грција е Македонија да не биде самостојна држава, тоа све се решава, име и така натаму. Туку да биде во некоја друга, во некој друг сојуз. Сега не знам дали има време толку да шириме, ама знаеме ние дека Америка беше клучна у 90-тите за самостојноста на Македонија, кога испрати 300 војници на северна граница во рамките на УНПРЕДЕП, која гарантира безбедност и суверенитетот на оваа држава. Оти нели Милошевиќ и така вика дека со 1-2 тенка се доволно таму за нас да не стават под нина капа, но тоа се невозможи. После 95-та знаем Милошевиќ што му понудил на Глигоров. Глигоров го одбил, па нели после се случи атентатот и сега тоа е веќе друга тема. И сега гледам од 2001 имавме друг обид за поделба на Македонија, кој што беше промотор поранешниот претседател на ВМРО ДПМН и премиер Љупчо Ѓеоргиевски. Тоа беше јавно истакнато, нели, да се подели Македонија. Тогаш исто така американците и Запад се спротивставија, не се случи тоа.
Јас верувам дека третиот обид за Македонија да не биде независна држава, да изгуби независноста како самостојна држава да функционира е Скопје 2014. Нема здрава логика. И јас велам едно, Никола Груевски да се одлучеше да во Скопје направи трамвај со тие пари. Јас мислам, скопјани никош не би гласале против него. Наместо тие згради со таков материјал. Денеска се знае архитектурата како се гради, со стакло и железо, затоа што ти не можеш историја да градиш, ти можеш да создаваш историја. Ако он се насочеше да го направи современа метропола Скопје, трамвај, современ, нели, меѓуградски сообраќај, ќе изградеше историја. Тоа ќе беше историја од изградувањето па натаму. И ја мислам ќе беше, нели, обавезно позитивна, ќе имаше одредница во историјата, барем за тоа. Некако времето не гази, имаме уште и сакав да заклучам дека ние можеме да се лутиме на ЕУ, но јас не би рекол дека на ЕУ е вината, затоа што првен вината е во нашиот двор, а и не би рекол дека само власта дека се осмелила да владее и надвор од законите и противзаконски, надвор од уставот, е точно. Но тука е и вина сноси и она што се нарекува опозиција, не само како партии, туку и како граѓанство. Затоа што требало уште на време спротивставување со исправни стратегии, соодветни стратегии за удадените времења, за да можат да притиснат да не се случи дова. Значи, одговорноста е најголема на власта и таа кога тогаш ќе биде санкционирана и правно и во историјата. Но секако дека како морална одговорност, како партиципенти во политичкиот процес не може да се исклучат и опозициите, опозицијските партии, интелектуалците и така натаму. Јас многу пати велам и тоа многу и ќе ми замера дека една позитивна работа има од Никола Груевски, од неговото вакво автократско владење, што се покажа колку е левицата слаба, она што колевица се представува. Значи, мора левицата да ги зајакне капацитетите, затоа што ако имала мисија и таков сплет на околности да го води процесот на приватизација во 90-тите, каде што тој е болен процес и нема тука исправност никогаш, сега мора да се постави левицата на социјалдемократските темели за градење на социјално-пазарна економија во Македонија. Едно праведно општество. Последните 5 минути. Каква треба да биде Македонија и каква треба да излезе? Спомнавте социјалдемократијата, кој ја разбира идеологијата, бидејќи кај нас апсолутно нема и од идеологија, во ниту една политичка партија, подразбира едно полиберално владење насочено кон демократски принципи, тоа значи можност секој да биде свој на своето, но при тоа социјалната правда да биде на едно високо ниво, односно висока свест на граѓанството и тие водат на некаков граѓански концепт на држави во кој што е малку поразличен од комунизмот, од социјализмот, но е сепак државата дадена на граѓаните. И ти имаат право да одлучуваат. Дали е тоа можеби днината на Република Македонија еден граѓански концепт и се тоа што се заговара, бидејќи на 17 мај на митингот кога излезе опозицијата, таа повика на граѓански митинг, граѓанска масовност и беше поддржана токму од граѓанските здруженија и граѓаните се чиниш дека ја поведоа целата приказна, бидејќи доколку Социјалдемократскиот сојуз на Македонија излезеше како политичка партија, многумина сметаат дека немаше да биде постигнат тој ефект. И тоа е за поздравување од страна на СДСМ што се постави така, за да може да се зајакне тој граѓански концепт на виделина да го погледниме. Значи се манифестира граѓанскиот концепт на 17 мај. И тоа е една придобивка голема
И кога велиме иднината на Македонија, јас ја гледам како социјално пазарна економија во која што значи она демократија и слобода преведено за секој обичен граѓанин како нас е да има достоинствен живот. А под достоинствен живот се подразбира да има достоинствена плата, адекватно на трудот, да може да си има пристојна екзистенција. Тоа е основата. Неговите способности понатамо зависат дали тој ќе биде милионер, милиардер, научник, политичар или така натаму. Битно е ние, значи социјал-демократијата, главната цел е да им обезбеди на граѓаните достоинствен живот за нивните способности да можат да испаднат на повидокот. И вие ако имате луѓе што денеска се борат како да преживеат, како се прехранат, вие не можете да очекувате нивните способности у било која смисла да бидат на повидок. Тој се бори за да преживее, а не да напредува. На 17 мај, добро извинете. А тогаш најмногу страда и државата. И сакам едно да напоменам, што ние треба веќе граѓаните да ги гледаме како државјани на Македонија, а не албанци, македонци, власи, срби, бошњаци, роми и така натаму. Значи и кога привилегиите што ги имаме тако граѓанинова држава од државата, значи распределба на буџет, пристап до вработување, треба да се направи пристап како граѓани на Република Македонија, а не буџетот ќе го делиме затоа што во Тетово е албанско население, таму нема да инвестираме за депонија, иако луѓето се загушуваат таму. Ама ќе правиме споменик, не знам, во Битола, затоа што, ете, таму историја, Битола многу, тоа не е фер така. Не е фер, затоа што ние така се уништуваме и државата. Оти за мене, Македонија и Тетово и Битола. Може утре се случи јас да се преселам и во Тетово живеам, затоа што ако ме нанесе патот таму да работам, таму и ги живеам. Зашо да има депонија и луѓето се труат? 17 и 18 мај. 18 мај веќе беше митингот односно маршот на актуелната власт на ВМРО-ДПМН, таму беа искажани пак ставови кои што се веќе познати на десницата. Дали мај 2015 година можеме да го оцениме како месец, можеби во историјата ќе биде запишан, во кој што конечно се раздвоја политичките платформи и политичките идеологии, нешто што досега не беше случај. Нигдека досега во овие 25 години кога што се сеќам немаме правилна дистинкција направена кон лево и десно, бидејќи велам уште еднаш на 18 мај на митингот на ВМРО-ДПМН конечно излегоа ставовите на една модерна демократска десница. Јас би рекол сега дека се насмеав и малку, затоа што ВМРО-ДПМН цело време викаше дека за СДСМ дека била безидејна, немала програма. Сега прашањето, сега дојде на повидок дека ВМРО-ДПМН треба да се ревидира. Своите политики да ги ревидира сериозно. И тоа за доброто на државата, ако не таа партија за кратко време со вакви ставови и политики ретроградни, таа партија ќе замине во историјата ако не се реформира. На таа партија треба длабоки реформи и резови, а не 500 гласа за лидерот и завршивме работа. Ништо, значи, она што они цело време отрубеа, СДСМ била безидејна, немала концепт за државата, сега тоа важи за нив. Затоа си седнат, да си се повлечат у себе, да си размислат, да видат како ЦДУ у Германија функционира, да видат конзервативците како функционираат у Англија и исто така десницата во Франција и така натаму, да видат какви ставови за што се залагаат тие, да видат Ирска како се залагаат, затоа што тие се веќе од самите се вратија, ако речам 19 век и 20 век ќе и навредам
идеолозите на ВМРО и основачите и Крушевската република, тие се вратија веќе 13-12 век таму. Стварно со цело право и ризик ова си го преземам, ама Гоце Делчев, Никола Карев биле социјалисти, биле за мултиетничност, затоа што знаеме Крушевската република, во незините органи биле застапени и албанците и властите покрај македонците. Од таму да почнат да се огледаат, па да продолжат понатаму. Јас тука негде ви благодарам на вашето гостување. Беше драго што дојдовте, што одвоивте дел од вашето време. Спомнавте неколку интересни теми. Ние не успеавме воопшто да загатнеме на вашата тема која што вие ја спремате за докторирање Македонија во политиката на Германија од 1933 до 1945 година. Многу интересна тема, но ви ветувам дека кога ќе биде при крај докторската студија ќе можеме убаво да ја разгледаме оваа тема, бидејќи тој период е доста интересен за Република Македонија и за Македонија. Со задоволство на таа тема би разговарале. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието со кое што ја следевте вечерашнава емисија. Се надевам можевте да извлечете одредени поенти. Ви благодарам на вниманието и посакувам пријатна вечер. До гледање.